на проектот за набавка, изградба, технички прием, пуштање во употреба и тековно одржување на модуларните болници на денешната седница на Комисија за труд и социјална политика, го кршите член 124 став 2, според кој во дневниот ред може да се внесат прашања што ги предложиле пратениците, председателот на собранието и владата. Со тоа всушност сакате да не зборуваме за трагедијата што се случи во Тетово, за тоа како се изградени модуларните болници, на кој начин се пуштени во употреба и така натаму. Колеги, изгореа живи луѓе, болни луѓе, кои отишле во болница со желба дека ќе оздрават и дека ќе бидат на сигурно. Граѓаните имаат право да знаат што се случило и кој е виновен за оваа трагедија. Трагедијата во Тетово отвори многу прашања за многу нешта кои се случувале во болницата. Грешки при изградбата на модуларната болница во Тетово биле забележени уште во месец април 2021 година. На 23 август 2021 година, само 2 недели пред трагедијата, забележено било оштетување на системот на централниот довод на кислород, кога биле оштетени цевките за довод на кислородот. Но што се превземало? Очигледно ништо. Во отсуство на одговори од надлежните институции, тука сме ние пратениците, да зборуваме и да ја бараме одговорноста од двете министерства, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. Затоа што корисници на заемот од 90 милиони евра од Светска банка за справување со ковид кризата се токму овие две министерства. Од тука и одговорноста како се употребени овие средства. Тендерот за изградба на 17 модуларни болници, меѓу кои и Тетовската, бил спроведен од страна на Министерството за труд и социјална политика, а го добил минатата година велешката фирма Брако, заедно со Валандовската, Ари и Том. Преку заемот од Светска банка, државата на овие фирми им исплатила 3,62 милиони евра. Се проценува дека една модуларна болница чини 200.000 евра. Според Министерство за труд и социјална политика, процесите за набавката се спроведени согласно набавните методи. Меѓународен отворен тендер, национален отворен тендер и согласно прописите за набавка на Светска банка за финансирање на инвестициски проекти. Но се поставува прашањето: зошто министерке со набавката се барала монтажните болници да бидат составени од зидни и кровни пур панели, кои се најслабо отпорни ако станува збор за изградба на болници? Понатаму, никаде не се барало да се достави атест од произведувач на било кој материјал што е вграден во модуларните болници. Никаде немало пишано дека е обврзувачко во самите објекти да има планови за евакуација, не се барало да има елаборат за противпожарна заштита. Замислете болница да нема противпожарни апарати. Исто така, овие објекти, според правилникот за заштита од пожари и експлозии, спаѓа во групата на Г категорија и за нив важи дека тие објекти мора да имаат огнеотпорност од минимум 2 часа. Но со овие модуларни болници, изградени во Република Македонија, не било така. Сите бевме сведоци дека Тетовската болница изгоре за само 2 минути. Оваа трагедија не остави равнодушни никој во оваа наша држава. Болката на семејствата не може да се спореди и да се надополни со ништо. Загубата на близок нема разлика на јазик, нација, религија. Исто боли кај сите. Искрено сочувство до семејствата кои изгубија блиски членови. Со трагедијата во Тетово се виде целосното нефункционирање на системот. Очигледно е лошото работење и менаџирање на министерствата и на владата. Во болницата исто така влегувале и престојувале лица однадвор, иако се знае дека станува збор за инфективни оделенија. Освен медицински лица и пациенти, не може и не смее да има други лица. Но во Тетовската болница не било така. Од починатите 14 лица, 12 биле пациенти, а 2 лица придружници.
зошто се дозволило да има други луѓе однадвор, иако тоа било забрането. Очигледно било дека дисциплината отсуствува. Може би немало доволно персонал од лекари и други медицински лица. Кој знае? Пропусти на сите страни, одговорност се уште нема. Понудени се оставки, ја манипулирате јавноста со нив. Оставката на министерот Венко Филипче е во мирување, во наводници. Се чека истрагата да покаже како што вели премиерот. Овие пациенти дошле во Тетовската модуларна болница за да се лекуваат, да го подобрат своето здравје, а не да дочекаат, за жал, ваков ужасен и трагичен крај. И зошто доаѓаат експерти од Германија да го истражат случајот? Дали тоа значи дека никој повеќе не верува во институциите во оваа држава, па се бара помош однадвор? Како да се верува кога секојдневно државата ја тресат секакви и различни скандали? Затоа гневот на граѓаните е голем. Затоа секојдневните луѓе излегуваат на протест и бараат одговори. Епидемијата и трагичниот настан во модуларната болница во Тетово ги отслика сите аномалии на системот и неспособноста на оваа власт да се справи со кризата. Цената за ваквата состојба во државата, за жал, ја платија граѓаните со своите животи. И не е решение, почитувани колеги, затварање на роднините кои протестираа. Решение е да се преземат пропустите и да се прифати одговорност, да се признаат пропустите, и да се прифати одговорноста за тие пропусти. Тогаш може да зборуваме за демократска држава и за морални луѓе. Досега ништо од двете не постои. Благодарам. Ви благодарам.